Ах, какви кретини и идиоти! До кога ќе трае оваа агонија? До кога народот ќе ни се иселува? До кога ќе пропаѓа Македонија? Ни председателот, ни претениците знаат. Тие од Брисел и Вашингтон молчат, траат, се плашат состојбите да не ескалираат. А, Господи, смилувај се, помогни ги. Благодарам на Цинцо. Дори сега, кога седнав тука вака на високо, сватив зашто луѓе водат во политика. Многу им баво да ги гледаш од озгоре луѓе околу мравки се. Јас мислам дека оваа промоција ќе ни помине без прва помош, а после докторката дојде. Првата помош е тука, слободно, опуштете се, уживајте, не дај Боже нешто ако се случи, во сигурни раце сте. Сега го поканувам професорот Доне Донев да ја прочита рецензијата, да ја каже, да го представи Васил Маневски како автор на ова дело. Професоре, повели. Благодарам. Прво доаѓање кога влегов, му реков на Миле може ли еден пример да видам, од и него носят текстот, кој имам напишано на рака и Миле рече дека ништо не разбрал. Од јас го пишував на еден здив и тоа на мојот роден ден го пишував. Сега самиот не можам да поверувам дека сум напишал толку. Јас мислев една страничка, реков, ќе напишам Миле, што не. Сега гледам, многу сум ја многу сум напишал и мислам дека е малку. Најсериозно, откако ја прочитав, уште еднаш мислам дека е малку и кога има второ издание, мислам дека ќе напишам уште толку. Секоја песна, и катрените се песни, да ви кажам, кај ќе ги имат, и јас борам со вас пред тоа. Катрените дори некојаш повеќе кажуваат од песните. Катрените имат доста мисловност, доста има емоции, кои што се издржани и сугерираат на секој чесен македонец. Овога нагласувам особено на секој чесен македонец. И не се пишувани формално правно, туку се пишувани од дното на душата. И тоа ја прави книгата уште посилна, уште по предизвикувачка за читателот. И навистина сели со Кико разговарахме, реков, јас самиот не можам да поверувам дека сум го напишал. Роден ден, брзаш, и ми е драго, и мислам дека пак ви кажам дека малку е. Кога ќе прочитате, ќе се убедите во тоа, и не знам, мислам дека и нагласи за две песни што се посветени, мислам дека го имам тоа нагласено во рецензијата за Мирко Христов и за Мирко Христов и за Иван Котев. Тие песни особено силен печат право, тие личности се едни од тие македонци кои што многу направија за состојбата да се слушне за Македонија и за македонската песна. Насловот е повик за обединување. Кон поетскиот ракопис македонските состојби од Васил Маневски. Повик, ова е цитат. Време е да стигнат, да престанат кавлите, да се помириме, рацете да си ги пружиме. Ајде да ги отфрлиме клеветите и влагите, со срцето и умот на Македонија да се служиме. Се натоложило во поетот, во човекот македонец, гнев и горчина до чемер, и бара правда без страв за херои и живи и мртви. Сака да царува негувањето на добросетството, но со страв, цитат, од лудата лидерска политика со бришење на историјата, завршен цитат. Се плаши да не настрада и биологијата, мислејќи на белата чума. Со искрениот повик, цитат, за слога без понижување, надежта мора да биде разбудена. Го боли иселувањето, но
и оптимисти дека има синови, храбри македонци, решени и живот да изгубят. Завршен цитат. Повикува, цитат, да нема прошка за предавниците, што ја сквернаваат татковината и нацијата. Внимателно, без навреди кон никого, бара збор, со кој што ќе го сврти вниманието на водачите, а се плаши да не одведат од сув предел. Свесен е Васил Маневски за срцата полни со чемери и јадови и неговиот устрем нагоре е да си го чуваме нашиот јазик, македонскиот. Го боли промената на знамето и името на татковината и тоа што политичките лидери народот тој го подели. Ова е пак цитат. Кога би можел, би си искачил на невисокото скалило, да го дофати од небото сонцето, да ја пушти светлината, осветлувајќи се на земјата Македонија. И повторно, и повторно, и повторно повикува и укажува дека луѓето со карактер не се купуваат. Книга пишувана со лесен стил по наводници ова, кој што според мене е потежок и од најсилните метафори, дава сликови приказ за татковинското македонското поднебие. Без да се повлече, без да не повлече во расправи. Не е ограничен и вмешан во беззначајни работи, туку конкретно, цврсто и истрајно оди кон целта. Незадоволството и револтот од бремето, но и со бремето, не е времето, да знаете, но и со верба и оптимизам кон тврдокорни македонци, пред се од уметничката лоза, кои што се вистински борци за зачувување на достоинството, а во исто време загрижен за иселувањето на младите. Навидум ненамитливата Рима ве тера да помислите дека е бура со секавици, што те погаѓаат веднаш, но тоа не е во суштина така. Се бира секој збор логично обмислен и оставен на читателот да го преземе како свој, што дава посебен печат. Ете, во тоа е суштината на овие катрени и неколку песни, да се прифати личното како општо и општото како лично. Се плаши дека е допрено дното, но повикува решително да излеземе од апатијата, на која го подсетуваат напуштените плодни ниви, реките со бистри води, обездомените села и исчезнувањето на традицијата. Реторички размислува за сегашноста, дали е мудар или е во заблуда, но самиот стих, самиот катрен, песна, потврдува оти нема сомнеш дека се тоа критички кажувања со сув печат, ова е со посебни големи букви напишано, дека не се толку наивни и лековерни македонците, и ова е со големи букви, затоа што особено се нагласува. И дека време е Маневски ќе продолжи за правдивите да се бори. Чеколи внимателно, со голема преомисленост, внимателно движејќи не напред во потрага по добри израци да стигнеме до целта. Цитат: на татковината честа и името да и го одбраниме, за да останеме достојни чеда на Македонија. Но не со сила, не со борба, туку со збор и повик на достоинство, полека, но сигурно, како кога тревата никнува и ги отстранува дамките, сламките, нечистотијата што е врз неа. Само така, според поетот, ќе дојде среќното време за слободно движење во кое ќе нема уцени и закани. Така, цитат, на татковината ќе го врата достоинството, оти за Македонија спасе само единството. Зашто? Тоа представува носечка греда, преголем товар, но благороден, кој што води кон целта, а придобивките ќе бидат трајни. Во секој катрен, во секоја песна, Васил Маневски на возбудлив начин решително действува, имајќи цело време на ум, цитат, само мисли и укажувања за обстанот.
Нека да прочитат дека корисно е да се истрае во малите работи. Во случајов Катренот на Васил Малевски, на кој што му посветил голема грижа и безусилна кроткост. А тоа ќе каже дека секој цуд почетот е почнат со мали нешта, за кои што погове кажат. Отварвајќи ги беззначајните работи, не сумевајќи се во доаѓањето на светлината, пак со големи букви светлината, сите големи. Сигурно е во големата и уверлива јасност на поетот. Сигурен е во големата и уверлива јасност. Длабоката искреност на Васил Малевски е најголемиот квалитет што му возможува на човекот да влие врз духовните суштества и обичните луѓе од понискиот и повисокиот слој. Само човек со таков дар како Васил Малевски успева и во најтешките потфати, действувајќи решително и на праведен начин. Со неговата совршена и длабока искреност се разгодува себе си, обидувајќи се да ги привразе другите кон себе без никаков страх. Цврсто истраен, уверен во она што ни го соопштува, не уверува дека подобро е за малата птица од заграда Катренот да лета ниско, каде што низината песна може да биде чуена, да добре до обичниот човек, постигнувајќи ја целта, неправдите да бидат исправени. Со овие македонски состојби, значи за книгата зборуваме, Малевски со неговата внатрешна искреност покажува и докажува јасност на мудар човек, кој што прави навидно мал обид да допре до свеста на секој човек дека родината татковина Македонија треба да ни е пред се. А тоа како пример ни го пеува во песните за леговите на Мирко Христов и Иван Котев, имиња кои што секој на свој начин покажа како се сака татковината. За неупатените, првиот, тука не е напишано Мирко Христов, кога беше, ние милуваме да го кажеме конфликтот, а тоа беше еден напад през Македонија, Мирко Христов во најголемото жариште отиде пешки со неговата ќерка во Кетовско, тамо во Гостиварскиот